Писателот, преведувач и приредувач на капиталното дело Житие на светиите отец Боро Милчев од Струмица деновиве во Кочанската печатница ги објави последните томови од оваа капитално дело за Македонската црква. Се работи за користени житијни изданија, претежно на 12 тома, Житија на светиите за секој месец по еден том на српски, бугарски и македонски јазик, кои се подготвени низ тимска работа на членови на неговото семејство. Со издавањето на житијата отец Боро се зафатил пред 10 години. Тоа е на некој начин житијата на светиите енциклопедија на православието и треба се биде внимателен. Од таа страна многу голема поддршка имав од моето семејство, како синот кој има завршено теологија и информатика. Керката која заврши на запад ми помагаше во англискиот и во францускиот јазик, и керката што е магистар по право, па тука исто така со лектурата и обработката технички, да, една тимска работа заедно со протопрезвитерата. Работевме интензивно. Одевме во архивите во Париз, одевме во Рим, одевме во Белград, каде што доаѓавме до навистина историски податоци за нашите македонски светители, што ги обогативме на некој начин, и затоа и во мојата биографија влева, значи со нови податоци и со нови случувања во времето кога живеат и во времето кога действуваат за македонската држава и за македонската православие. Историски, ако гледаме ние записи за житија, имаме од времето на Свети Кирил и Методија, некои списи што ги наоѓаме за светителите, па потоа Теофилакт Охридски, кој е влезен исто така во житието, кој го има житието пак на Свети Климент напишано. Тоа се можеби првите николци, првите зачетоци за пишувањето на житиите. Од тогаш, можеби 1000 години, еве ги формиравме целосно 12 тома на Македонската црква и на македонската државност. Како што самиот вели, при изведувањето на последните томови имал противници главно во државата, но се надева дека фактите во нив ќе ги демантираат сите кои не сакаат да ги видат и прифатат фактите. Отец Боро Милчев ја искажува својата благодарност до печатницата Европа 92, која во изминатите години го помогнала печатењето на последните неколку тома, а со своите техничко-технолошки перформанси успеала да донесе на свет квалитетни и значајни сведоштва за македонската верска историја. Директорката Елица Димитровска од Кочанската печатница вели дека е задоволна од реализираниот проект. Се работи за тврд повест, тоа е најкомплицирана работа во нашата струка. Ги направивме стварно со задоволство, со ентузијазам, бидејќи се работи за нашата христијанска вера. Се надевам дека ќе има долг век и дека што повеќе читатели ќе ги прочитаат. Томовите на житијата за светиите се печатени во доволен број на тираж во црвена и црна боја.